Понатаму во отчетот ќе видите мощне сериозен проект, а тоа е оно што го ветувавме за време на изборите, тоа е при крај е програмата за вршење на работите за располагање со градежното земјиште на општина Центар. Со стапувањето во сила на ова програма ќе се стави крај на досегашната распродажба на најатрактивното земјиште во Скопје во Македонија, и тоа по багателни цени. Тука очекувам веројатно почење на целиот тој процес, меѓутоа да потсетам дека владата има законски рок кога мора да го прифати ова барање на општина Центар. За жал, ова не било претходно направено, затоа што доколку општина Центар располагаше со градежното земјиште, тогаш немаше да се случат најголем број од работите кои што денеска се случуваат во општина Центар. Да потсетам дека и овде каде што работи општина Центар, ние како општина Центар, кај овие бараки се уште не располагаме со градежното земјиште, односно со земјиштето. Една од битните ветувања за време на кампањата беше ревизијата за трошењето на средствата на граѓаните од проектот Скопје 2014. Очекувам за една недела да заврши првиот дел и колку што можев да разговарам и со членовите на комисијата и со господината Таса и господинот Малиновски. Од прилика за една недела се очекува нивната пресконференција, каде што они ќе ги презентираат нивните наоди за првите 90 дена. Да потсетам дека нивната работа беше поделена на два дела, за првите прелиминарни резултати да бидат доставени за 90 дена, а потоа конечните наоди, конечните резултати во рок од 6 месеци. Така што она што го ветив дека ќе пристапам сериозно кон реализација на ова ветување за граѓаните да можат да знаат на кој начин и каде се потрошени нивните средства. Тој процес е во овој прв сегмент веќе при крај. Мислам дека многу побрзо од оние 6 месеци ќе дојде вториот дел, со што целокупната јавност ќе биде запознаета со тоа што се случуваше околу проектот Скопје 2014. Понатаму имаме засилена работа на инспекцијските служби во општина Центар. Ке видите во отчетот кои се наодите, да не го оптоварам сега денес ова пресконференција. Меѓутоа, она што е многу битно е што започнавме со реализацијата на проектот за обновување на енергетско ефикасните фасади. Веќе е потпишан договорот со Хабитат. Да потенцирам дека заштедата на енергијата ќе биде од 25 па некаде речиси до 38-39%, или ако сакате на што граѓаните особено ги интересира тоа што сметките кои што ќе бидат платени за трошење на енергија ќе бидат некаде за 30% помалку, што е се разбира особено битно. Во оваа фаза влегуваме со 12 колективни стамбени згради кои во целост ги задоволуваат критериумите за избор на згради каде што ќе имаме целосно обновување на фасадите. Да потенцирам дека во договорот со Хабитат стои дека не само што ќе се обновуваат фасадите, туку ќе имаме целосно обновување од страна на граѓаните, како нивно учество и во столаријата на посочените згради. Она што беше ветено како сериозен пристап, а тоа е да општина Центар има, слободно да кажам, најдобри основни училишта во Република Македонија. Веќе започнавме со реконструкцијата на подовите на основното училиште Димитар Миладинов, за што особена благодарност должам на USAID, кој што го понесува најголемиот товар на овој проект. Меѓутоа, во тек се поставување на подови на 21 училница. Да потенцирам дека 59 години воопшто не интервенирано, односно подовите се од самиот почеток. И можам да кажам слободно дека речиси при крај се договарањето околу тоа да бидат обновени не само 21, туку сите училници во основното училиште Димитар Миладинов, што значи дека по 58, по 59 години ќе имаме целосно нови подови и тоа се разбира опремени на најсовремен начин. Кога сме веќе кај училиштата, ќе видите во отчетот дека имаме реконструкција на електрична инсталација во 4 основни училишта. Меѓутоа, она што е многу битно кога сме кај основните училишта е состојбата која што ја затекнав со спортската сала во основното училиште Гоце Делчев, каде што се појавија и подземни води поради
лошо изведената инсталација, односно лошо извршената реконструкција, односно поставувањето на подовите во основното училиште, така да хидроизолацијата беше несоодветна, имавме сериозни интервенции во оваа сфера и ги правиме сите напори да овозможиме салата да биде пуштена во употреба на првиот училишен ден на 1 септември. Меѓутоа овде работите се мощни, сериозни, пак ќе кажам, сите напори ги насочуваме кон тоа да можеме да стигнеме во рокот кој што се разбира го поставивме. Она што беше секојаш ветување на сите градоначалници, на сите раководства, на сите советници во општина Центар изминатите неколку мандати, отпочнавме да го правиме во овие 100 дена, зашто сум особено горд, а тоа е новата градинка во општина Центар и новото училиште во општина Центар. Така во отчетот ќе видите дека се отпочнати новата детска градинка во Капишец, кој што е со објект со површина од 2200 квадратни метра, со 8 занимални, 3 јасли, централна кујна, амфитеатар и свечена сала. Купен капацитет на новата градинка ќе биде 270 деца. Веќе е распишана јавната набавка за изградба на новата детска градинка. Што значи дека сме во финалната фаза. Очекувам веднаш по завршувањето на овој сегмент околу јавната набавка за изградбата да започнеме со изградба на училиштето, на градинката. Затоа е набележено дека и сметам дека ќе успееме наесен да почнеме со изградба на ново училиште. Тоа е непосредно поврзано со завршната фаза на реконструкцијата на градинката Панорама, која што исто така беше мощно битен сегмент од предизборното ветување, затоа што бидејќи градинката ќе биде ова новата на локацијата на постојниот објект на градинката Кочо Рацин, децата ќе бидат префрлени додека не заврши изградбата на новата градинка во најголем дел во градинката Панорама. И тој сегмент е набележен во отчетот. Понатаму, кога сме кај овој сегмент на образованието, беше претходно набележено, јас задосив со презентацијата, започна активностите за изграда на новото основно училиште во Капишец. Веќе е распишан тендер, односно јавниот конкурс за идејното решение на објектот. Беше поставен рок од 1 месец, а тоа беше фактички се погоди цел месец август, на барање на архитектите, кои што кажа дека им треба повеќе време, рокот е пролонгират за уште месец дена, така да архитектите имаат на располагање 2 месеца да се пријават на распишаниот јавен конкурс. Предвидената површина за изградба на новото училиште изнесува 3140 метри квадратни, има 20 училници и 5 кабинети, физкултурна сала, свечена аула. Новото училиште ќе располага со дворна површина од над 7000 метри квадратни. Понатаму ќе видите и повеќе сегменти околу нашиот третман, особено во основните училишта, околу животната средина. Подпишан е договор за соработка со Пакомак. Сите основни училишта во општина Центар за прв пат ќе имаат навистина сериозни средства за одржување на хигиената, потоа за рециклирање на отпадот, затоа што мораме уште од мали нозе да ги учиме нашите најмили да имаат сериозен третман, сериозно да се постават кон оваа проблематика. Од оние средства кои што ќе бидат собрани, одлучивме заедно со Пакомак да биде реконструирано или некое зелено или спортско игралиште во основните училишта. Понатаму отворена е првата општинска читална Славко Јаневски со над 4000 наслови. Во моментите кога во општина Центар во Скопје се отвораат кладилници, спортски обложувалници и така натаму, решивме да ги вратиме вистинските приоритети, вистинските вредности во општината и ќе продолжиме и понатаму во сите побитни населени места во општина Центар да отвораме вакви читални. И рековме дека ќе продолжиме докрај да сериозно го третираме овој проблем. Посетеноста е огромна, можам да заклучам дека не само Центар, туку и пошироко се изнајмуваат книгите, меѓутоа овие простори служат исто така и за учење и веќе дозволуваме да влегуваат граѓаните да учат таму, па и да има и веќе известни промоции. Мислам дека овој е исклучително битен сегмент од работењето на општина Центар.
кога сме кај ветувањата предизборни, веќе го отворивме и првиот клуб на пензионерите. Тоа е во населбата Капиштец, ново пријатно место каде што ќе се собираат пензионерите. Овозможивме да имат навистина пријатни услови и во просторијата и надвор. Пред тоа, каде што не на зелена површина ќе може да се собираат, да се дружат и така натаму. Останува како и за читалната и понатаму да отвораме вакви пензионерски клубови на целата територија на општина Центар. Она што го кажав на почетокот, да не одам докрај со уште сериозни активности кои што ги имаме во овие изминати 100 дена, е нешто што мене ми представуваше особено битно и ќе завршам со ова, тоа е да ја вратиме општината на граѓаните. Воведен е отворен ден со граѓаните. До сега имавме средба со близу 190, 193 прецизно граѓани и докрај ќе инсистирам на тоа да продолжи ова што го постановивме во општина Центар, да дојдат секоја последна среда во месецот имаме отворен ден со граѓаните, затоа што само на тој начин можеме директно да пристапиме кон решавање на нивните проблеми. Слободно ќе кажам, се соочувам со проблеми кои што со по 7-8 години предмети, односно кои што биле тука запоставени, а кои што почнавме да ги реализираме. Во тој контекст и редовните непосредни средби со граѓаните на урбаните заедници, веќе одржав средби со урбаните заедници во Водно, во Капиштец, Пролет, Ново Мало, последната беше во Крњево. Имаше некаде близу 300 и нешто граѓани и тука сметам дека е многу битно се продолжи со таа пракса, затоа што непосредниот контакт е незаменлив за да може да се соочат проблемите на граѓаните. И она што е потенцирано, го заморев, реков дека ќе го оставам за крај, за 100 дена се издадени, во отчетот пишува 219 решенија за легализацијата. Тоа беше пред една недела кога го подготував материјалот за овој отчет. Во меѓувреме се издадени нови 42 предмети, што значи дека се близу 250 решенија за легализација. Реков дека мојата намера граѓаните да знаат дека овде имаат луѓе кои што работат во нивен интерес и покрај тоа што имавме низа на блокади и покрај тоа што е всушност работене на ново раководство, не е раководство кое што досега работело во општина Центар, од досегашниот просек на општината за решавање на предмети 41 во текот на еден месец, ние подигнавме таа бројка на решавање на овие сериозни проблеми на дури 72 решени предмети месечно. Што значи дека речиси да дупло е зголемена ефикасноста во општина Центар и не кријам, поставивме ни сериозни нови репери, а тоа е да решаваме близу 100 вакви предмети за легализација во текот на еден месец. Тука особено морам да го пофалам секторот за урбанизам и за легализација, затоа што навистина макотопно работат. Набележано исто така, кога сме кај за останатите предмети во отчетот, дека се решени веќе предмети стари по 7 години и ве молам да обрнете внимание дека во овој период вкупниот број на заостанати предмети е намален за цели 36%. Има и останати сегменти во отчетот за кои што би може да зборуваме подолго, меѓутоа се разбира не сакам да го узурпирам вашето време. Ако го презентираме на јавноста материјалот кој што беше доделен за време на кампањата, а тука пишува гасификација на општина Центар, проектот во Капиштец, ефикасната паркинг политика, обнова на фасадите, зголемување на зеленилото, ново основно училиште, нова детска градинка, Военската улица, која што за жал не стигнавме да започнеме, и финансиската ревизија на Скопје 2014, 98% од она што е набележано почна или е реализирано или почна да се реализира. Ова е како одговор на тврдењата дека не се реализираат ветувањата од моја страна и од страна на новата постава, или дека ние се занимаваме само со политика во општина Центар. Она што сакам на крај да го кажам е дека докрај ќе инсистирам на тоа да нема привилегирани граѓани во општина Центар. Центар е најурбаната општина во Република Македонија. Центар е еден наш заеднички дом составен од многу домови и ветувам
дека доколку ќе инсистирам на тоа дека во општен центар нема да има граѓани кои што се над законот, но нема да има ниту граѓани кои што ќе бидат под законот во Република Македонија.